готвењето ви е предизвик, ова е нашиот денешен предлог за вашето денешно мени. Не е важно кого сакате да изненадите, важно е тоа што ќе го сготвите да биде вкусно и здраво. Ако ви е потребна идеја за што вкусно да сготвите денес, останете со нас. Како предлог мени за денес ви предлагаме туна салата, полнето пилешко во сос и како десерт ќе оди чизкейк. Одиме со подготовка на туна салатата. За салатата најнапред потребно е зелена салата, рукола, домат и краставица, пченка и се разбира туна. Зачините ги ставаме на крајот. Ја земаме зелената салата. Ја сечеме на покрупни парчиња. Истата постапка ја правиме и со руколата. Малку промешуваме. Следно што ќе ставиме се краставиците. Па го ставаме доматот. Секако промешуваме уште еднаш. Ја ставаме пченката. Ја ставаме туната. Ставаме малку сол. Во салатата секако подобро е да се стави маслиново масло. И на крај јаболков оцет. Овака би требало да изгледа туна салатата. Салатата е спремна за послужување. Главно јадење од кујната на Ла Барик 91, денес ќе ви подготвиме полнето пилешко со сос. За ова главно јадење потребни се следните намирници: пилешко бело месо, кашкавал млечен, свинска пршута и како гарнир или прилог за јадењето ќе треба ориз и мешан зеленчук. Го земаме пилешкото бело месо,
претходно отворено, поставаме на најлонска фолија и малку го исчукуваме. Треба да биде потенко, за да може кога ќе се пече да се испече подобро. Одиме со негово полнење, го ставаме кашкавалот. Ја ставаме пршутата. Сега пилешкото го затвараме. Ја вадиме фолијата. Ставаме масло во тавата. И го ставаме пилешкото да се пече во тава. Вака подготвено пилешкото се пече околу 10 минути. Пилешкото е скоро готово. Го припремаме прилогот. Ставаме малку лукче во прав. И секако вегетиче. Промешуваме. Одиме со припрема на главното јадење. Најнапред го ставаме претходно стоплениот ориз. На крај пилешкото. Ставаме парче кашкавал од узгора.
Ова е сос кој што се користи за месо, за да биде месото посочно. На крај ја ставаме декорацијата, што е многу битна за секое јадење. За денес користиме шери домат и француски макдонас. Овака треба да изгледа полнетото пилешко со сос. Главното јадење е спремно за послужување. Следно што доаѓа на нашето денешно мение, десертот, што се надевам дека сите посебно го обожаваат. Најнапред одиме со мелената плазма. Ја ставаме во сад за матење. Меѓутоа ние денес нема да матиме. Потоа оди млекото. И следно што ставаме е путерот. Ова го измесуваме со раце убаво, додека сите состојки не се поврзат. Откако ќе се поврзат состојките, го ставаме во калап. Го истопкуваме со раце. Треба добро да се иступка. За да биде како добра подлога. Веќе е готова. Следната постапка е да го изматиме кремот за чизкејкот. Го земаме млекото, го ставаме во сад за матење. Го земаме прашокот за чизкејк, го ставаме во млекото. И матиме 5-6 минутки. Кремот за чизкејк е делумно готов.
Сега треба да припремиме желатин, да го ставиме во топла вода малку. Треба добро да се измеша за да нема грудки во кремот. 1 до 2 минутки е ова постапка. Желатинот е веќе готов. Со повторно матење со миксер го истураме во кремот. Кремот за денешниот десерт ни е готов. Мора да водиме сметка да го истуриме додека не е оладен. Бидејќи внатре има желатин, ако се излади, ќе не можеме да го израмниме. Овој десерт се припрема за 10 минути. Денешниот десерт е готов. Овака треба да изгледа чизкейк десертот, од кога е оладен. Го декорираме со овошје. Исто овошен прелив. И едно гранче мента нане. Десертот е спремен за послужување. Подготовка на ова денешно наше мени ни беа потребни околу 60 минути. Ако не следевте внимателно, и вас ќе ви бидат потребни околу 60 минути. Најважно е во приготвувањето да користите свежи намирници, како што кажавме и претходниот пат, и да го запазите рокот на употреба на секоја намирница. Од кујната на Ла Барик 91 ве поздравуваме до следното видување.